Голем интерес кај земјоделците од Пелагонискиот регион за искористување на средства од ИПАРД 2 програмата. Од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието со седиште во Битола информираа дека за разлика од ИПАРД 1 кога имало мал број на апликации, сега земјоделци и компании секојдневно аплицираат, а се очекува бројот уште повеќе да се зголеми мајки во предвид дека огласот трае до 23 јуни. До сега зборувам за регионален центар Битола кој што опфаќа 7 градови во југозападниот дел на Република Македонија. Има околу повеќе од 1000 земјоделци кои што дошле, кои што не посетиле, се интересирале за условите и критериумите кои што се за овој ИПАРД повик и биле упатени да подигаат соодветна документација за да можат да аплицираат на овој повик. Меѓутоа, до сега се изработени околу 50 технички предлог проекти од страна на советниците на АПАРЗ, меѓутоа сепак има доволно време, така што се очекува ова бројка да биде поголема. Ова се должи пред се на олеснатите критериуми за аплицирање, но и поради новината со која во ИПАРД 2 како прифатлив сектор за инвестирање влегуваат и житните култури и инвестирањето во обновливи извори на енергија. 60% значи стартната основа за млад земјоделец на возраст од 18 до 40 години е плюс 5%, или за рурални и непристапни области, рурални области е уште 5%. Така да има солиден повраток на средства. Исто така можам да кажам дека од оваа година се вклучени житните култури, така да поголем број на земјоделци можат да аплицираат. Исто за инвестиции помали од 100.000 евра може без проблем да се аплицира за механизација од целиот свет. ИПАРД 2 програмата има на располагање околу 60 милиони евра европски пари на кои се додаваат и дополнителни средства од македонскиот буџет на земјоделците и бизнис операторите кои ќе користат средства од оваа програма. Им стојат на располагање и гарантниот фонд за покривање на дел од хипотеката за земениот кредит, субвенции за покривање на трошоците за половината од банкарските камати и готови бесплатни типски проекти за фарми.